Никој од младите не сака тука да ризикува ниту почетен капитал, ниту идеја, ниту да инвестира во нешто или да започне нешто да реализира, затоа што не е сигурен ќе се смени власта, ќе дојде овој, ќе дојде оној, ќе се сменат законите, па може ќе стане успешен, дај Боже, па ќе дојдат, ќе го рекетираат, ќе го малтретираат, ќе го замараат, ќе го етикетираат. И нема крај на тоа и луѓето си одат. Заради тоа си одат. Има Прво мислам дека најголемите пречки ќе ни бидат од надвор и од соседите, а второ внатрешните политички борби. А што сакате да постигнете како во еден представник? Па ако сме тргнале кон Европската Унија, дајте да влеземе во Европска Унија. Да расчистиме со тоа прашање. Влегуваме или не влегуваме? Второ, сето ова што ви викам, реформи во образование, реформи во здравство, реформи во образование, реформи на администрацијата, подигање на, значи, нова инфраструктура во делот на железницата, во делот модернизација на патишта, развој на туризмот, поедноставување на процедури во државата, намалување на корупцијата, ама стварно да се формираат овие институции капацитетите максимално да им се заекнат. Не можеш да писнеш. Да не можеш да писнеш. Да, се направи еден куп комисии, не знам какви државни тела без врска, агенции и така натаму, кои што само вработуваат луѓе и не прават ништо суштински. А си има државата институции, си има финансова полиција, си има финансово разузнавање, си има полиција, си има истражни органи, обвинителства, тие треба да работат. Ако ние имавме специализирани луѓе кои се задолжени за здравството, тие ќе пратеа што се случуваше во здравството и точно ќе знаевме што се случува на онкологија. И тие точно ќе знаат дека некои со здравствени книжки на македонци се лечат странци и ни прават голема штета на општеството, на буџетот на Република Македонија, на здравствениот фонд. Ако имаме специализирани луѓе кои ќе го пратат само обвинителството, само судството, само уставниот суд, што се случува таму, тешко ќе можеме да мрдаме. Тешко ќе можеме да мрдаме. Еден од најголемите проблеми Што ќе ги прати само работата на градоначалниците, тендери и така натаму, институции само задолжени, специализирани. Не може он појма нема од локална самоуправа. Еден од најголемите проблеми на денешнинава е тоа што е масовното иселување, особено иселувањето на младите. И секој вака декларативно го слушаме дека треба да се вратат младите, треба да ги вратиме, да им направиме услови и така натаму. Како ќе ги вратите младите во Македонија? Прво мора да има ред и поредок. Син ми е во Торонто. Мислите, многу го знаеш, се расфрло со пари, па не живее побогато него што живеел овде. Ама редот и поредокот му одговара. Сигурноста, така е. Второ, сигурноста. Дојде во Македонија, напушти работа, се врати назад за 20 на дена најде работа. И тоа подобра работа него што имал. Значи, економскиот стандард не мора економски да се дигнеме. Како ќе се дигнеме? Ако привлечеме инвестиции, ако се инвестира во државата, ако се отворат фабрики, ако се гради, ако се прави инфраструктура, ако се инвестира во енергетика, во туризам, во индустрија, во рударство, во земеделие, во преработувачка индустрија, тоаш ние може да се кренеме, тоаш може да ги вратиме луѓето. Да се подигне стандардот, да се дигне GDP-то, да се покачат платите. Ајде прво да видиме како можеме 50.000 луѓе да направиме задоволни од оваа држава. Ајде да видиме кои 50.000 луѓе ќе кажат мене ми е добро. Може ли тоа да бидат лекарите? Може ли тоа да бидат судиите, обвинителите? Може ли тоа да бидат професорите? Можат ли луѓето вработени во банкарскиот сектор? Можат ли луѓе во нафтената индустрија? Можат ли во телекомуникациите? Во осигурителните компании. Колку луѓе се овде? 50.000 луѓе. Дајте нив да ги направиме задоволни. Ќе пропаднеме ако 18 врховни суди имаат по 10.000 евра плата? Ќе пропаднеме? Пропаѓаме кога ја немаат таа плата. Затоа што се подложни на Па до корупција. вчера има по 780.000 денари плата врховен судија. Ај ако не работи жена со крпени панталони на работа треба да иде. Иако нема стан. Под кирија ако живе.
Да, да. Безбедносните служби, разузнавање, контраразузнавање, АНБ. Дајте да видиме што е тоа битно за државата, кои сектори се Правната битни. сигурност во суштина е најбитна за да се Правната вратат сигурност. младите. Да. Никој од младите не сака тука да ризикува ниту почетен капитал, ниту идеја, ниту да инвестира во нешто или да започне нешто да реализира, затоа што не е сигурен ќе се смени власта, ќе дојде овој, ќе дојде оној, ќе се сменат законите, па може ќе стане успешен, дај Боже, па ќе дојдат, ќе го рекетираат, ќе го малтретираат, ќе го замараат, ќе го етикетираат. И нема крај на тоа и луѓето си одат. Заради тоа си одат. Има еден добар коментар од Драги Петковски, вели луѓе човекот и да биде председател нема да може да направи ништо од причина што нема ингеренции за тоа. Има. Градоначалник. Ама види се, јас не сум, како да кажам, неискусен. Знам дека немам ингеренции во тоа. Ама ние ќе отвараме дебати за тоа. Тие министри се и министри, кога председател отиде негде, одат и економските министри со него. Најчесто министерот за економија оди, министер за економија, министер за финансии. Негде оди министер, други министри, зависи што функцијата. Јас сум одел со председател на државата како министер за труд. Ама нели корупцијата е, например, безбедносно прашање? Криминалот и корупцијата во државата нели се безбедносно Како прашање? не се? Зашто не се свика совет за безбедност на тема корупција и криминал? Па да седнат службите да направат сериозна државна стратегија. Тоа што ниеден председател не направил ништо во државава со честни исклучоци, тоа не значи дека не може да направи новиот председател на државата и да гледаме сценарио како до сега. Имавме ние работи кои што председателот мораше да ги жигоса. Мораше да осуди тепањето шамарите на полицајката. Требаше да дигне на нозе државата. Како бе ти службено да се удариш, па уште жена. Да, Службено можеше лице. да го председателот во тој момент можеше да го направи министерот сам да се бендиса и да си ја даде оставката. Затоа Значи- што кога ќе се каже, Јакимовски кога ќе се само да појасниме за гледачите, кога ќе се каже ќе отвориме јавна дебата. Многу луѓе мислат дека јавна дебата значи дека си правиме моабет само. Јавна дебата значи кога председателот или друг авторитет ќе отвори за нешто дебата, предизвикува политичка штета или политичка придобивка Да. за тие кои што ги носат одлуките. Никој не сака да трпи политичка штета, а кога ќе се отвори таа така наречена дебата, кога ќе се жигласа нешто, Кој ќе тогаш отвори ќе председателство. бидат приморани да слушаат и да ги променат одлуките. На таква тоа е на тоа Како се бе, мисли кога ќе се како каже бе дебата. тоа ќе тепаш ти, ќе тепаш службено лице и уште дозгора жена. И никому ништо. Уште жената ќе кажува дека Сама се удрила. само се удрила, Да. ќе играш фудбал во кабинетите, ќе си славиш родендени, ќе се тепаш. Како тоа така? Не може тоа така. Стави си европско знаменце, шибај си, носи си закони. Не може тоа така. Зашто има планирање во министерството? Ке се испланираш, ке се отвориш дебата, се дадеш на сите релевантни институции, бе, како што било социјализмот, бе. Ќе пуштиш до сите партии, и парламентарни, и вонпарламентарни, нека си дадат акал, нека делегират експерти. Ќе дадеш ману да ти даде мислење, ќе дадеш университетот да ти даде мислење. Што мислат они? Ќе дадеш стопанството да ти каже. Како тоа ние сменивме кривичен закон, никој не го виде. Го сменивме. Дај бе некојаш и адвокатите, дај бе некој закон нека напишат и адвокатите. Мене закони, а не ги прашуваш адвокат. И тие се битна карика. Како што е судијата, како што е обвинител, така и адвокатот битен. Не. А обвинителот и адвокатот имаат иста функција. Обвинител иста функција имаат. Формално да, практично не. И практично. Би требало да има. Би требало, ама не е така. Практично оние Обвинителот имаат... е адвокат на државата, правен застапник на државата. Не, обвинител на државата. Правен Тужител. застапник на државата е Правобранител. Правобранител. А ово е тужител во име на државата. Така да апсолутно тоа ќе се согласам дека треба сите да учествуваат во секој општествен процес. Не може тоа само текнало на некој си ај ќе тераме.
Тоа се согласувам скроз. Има добро прашање од Бруно Текаро. Вели, за да може државата да го фати правиот пат, дали мислите дека првин треба да има внатрешно помирување помеѓу политичките елити во државата? Така. Бруно беше така ли? Да. За љубов мора да има двајца. Еве треба да се потруди председателот. Јас ќе ви дадам еве пример. Во Карпуш понудив помирување. Сите очекуваа по мојата победа во Карпуш дека пердуви ќе летаат, луѓе низ прозор ќе летаат кој да. Не, никого не пипнав. Еве дадоме пример на нормален трансфер на власта во една општина. Никој да не биде репресиран, никој да не биде... Имав две секретарки, имал Стефан Богоев, едната побара сама да ја тргнав и реков, те толку не сакаш со мене да работиш, па не, јас би си од... Но другата не, другата реков, сакаш ти да останеш тука? Да, сакам, еве и денеска е тука. Никого не сум чепнал. Меѓутоа, тоа па исто така. Директорите во градинките, училиштата, а реков, никого нема да менуваме како му истекува мандатот, така ќе менуваме луѓето. Дај да не правиме реваншиси, дај да нормално да функционираме. Ама тоа па не му се бенди се на фавор да помане. Чекај бе, ајде иди сруши моја куќата на Шилегов. Шо ги трпиш овие комунистиве, дај избркај ги тука. Уште ли комунистичкиве директори? Тоа ли е начин на функционирање? Они комуњари ги вика. Добро. Значи, и почнуваат да не годуваат и така натаму. Они и едните и другите се научени да се колат. А заремнелија што бара народ? Народот бара помирување. И договор околу клучни прашања. Дајте да се договориме околу битни прашања. Да, они на врвот се договорени, градоначалник, барем тоа е привидот кој што го имаме ние како јавност. Они се врвот се договорени и зимаат. Ама еве го врвот не е договорен. Не, зборам за големиве СДС и ВМРО. Они се договараат, полнат джеповите, а ги оставаат да се колат меѓу себе партиските членства. А кога ќе дојде црна листа од САД, а законот за репресивни мерки е донесен, што ќе прави председателот? Јас сум строго против. Еве, јавно кажувам дека сум против таа црна листа. Против црната не сум. Јас сум против Али црната против законот, да. и секој граѓанин на Македонија јас сум да биде заштитен. Не може некој паушално да го осудува, не може некој да биде осудуван надвор од нашиот уставен поредок, ни случајно. Па поготово зашто тие впериле прст во него и ние веднаш да му се сгнеме да отвараме кривични постапки и така натаму не дојде обзир. Ако не се отвара кривична постапка со законот. Ако со законот се отвара кривична постапка, тогаш би било супер. Супер. И тоа би требало така да биде. И ја како правник би го поддржал тоа. Ако се отвара кривична постапка. Не. Со законот се дава можност. Ако биде ставена црна листа на САД, Велика Британија, Европска Унија и Обединети нации, во тој случај му се одземаат права основни, уставно загарантирани права и слободи Без постапка. Без постапка, без ништо. Значи станува одеднаш му се одзема правото да се кандидира на избори, да учествува на избори и да учествува на без постапка. Јас сум против таков закон. Тој е против уставен закон во срж. Како се викаше тоа? Имаш едно име убаво? Таков начин на функционирање? Сталинизам ли се викаш? Така се викаш. А? Се сталинизмот ќе го враќаме назад. Јас сум строго против такви работи. А ако некоја пријателска градоначалник служба, ве станувате председател, пријателска служба ви даде сериозни документи, информации, индикации дека некој високо позициониран, без разлика дали е бизнисмен, припадник на некоја политичка партија, сторил криминал, се бавил со корупција, како би постапиле во тој момент? Дали мислите дека тоа е можеби подобро решение отколку Не, ама ќе се ставањето на предаде случајот на обвинителството за организиран криминал. Така е, ќе си има се постапка се пред нашите отвори, институции треба да има постапка. Не може да биде Како тоа постапка ќе да... губиш ти граѓански права? Бе, кај се наоѓа тоа? 48 ли е ова? Па ние колку се радувавме на тие интеграции,
А се репресија да трпиме, па тоа да не доаѓа у обзир. Утре ти ќе сакаш да се кандидираш, ќе те стават се на листа ако ми сметаш што политичките стави, ќе те стават се на листа, не можеш да бидеш кандидат. Не може тоа така, мора да има постапка пред домашните судови и обвинителства. Значи ние можеме На да времето направиме беше- ние може да направиме закон у кој што ќе ги задолжиме обвинителствата. Ако е човек ставен на црна листа, задолжително да отворат предистрага. Задолжително да ги земат документите, правна помош ќе си побараат од Америка, ќе им ги достави и ќе си отворат истрага. Александар, Тоа да. у комунизмот беше вака. Не можеш да се кандидираш или не можеш да бидеш директор, ниси члан Saveza за комуниста Југославија. Чао. Ниси примен у членство. Како ќе бидеш директор, не си член на Сојуз на комунисти. Чао. Да, сега немаш таков закон, не можеш да бидеш функционер.